Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите сендвич торта. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Во длабок сад ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека шеќерот се растопи. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимун. Ги додаваме прашокот за печиво, маслото, водата, оревите и брашното. Мешаме со лажица додека смесата се соедини. Половина од смесата ставаме во правоаголен калап за печење облачен со хартија. Во преостанатата смеса во садот го додаваме какаото. Мешаме со лажица. Оваа смеса ја ставаме во идентичен калап за печење облачен со хартија. Потоа ги ставаме калапите во рерна. Печеме 30 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме го подготвуваме филот. Во тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме ванилиниот шеќер. Во преостанатото млеко во мензурата го додаваме густинот. Мешаме со жица за матење. Потоа непрекинато мешајќи со жицата во зовриеното млеко, во тенџерето го додаваме размешаниот густин. Откако кремот ќе добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Оставаме кремот да се излади. Во сад за матење ги ставаме маргаринот и шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот стане пенест. Потоа го додаваме изладениот крем. Матиме со миксер додека филот се соедини. Пандишпаните ги вадиме од калапите. Ги отстрануваме хартиите. Ги сечеме пандишпаните на парчиња со дебелина од 1 см. Земаме едно парче од жолтиот пандишпан. Го премачкуваме со фил. Врз филот ставаме парче од кафениот пандишпан. Го формираме сендвич. Продолжуваме наизменично да редиме од парчињата пандишпан, секој е премачкано со фил. На крај со фил ја премачкуваме целата торта. Во сад за матење ги ставаме прашокот за шлаг и млекото. Матиме со миксер додека шлагот ја добие потребната цврстина. Изматениот шлаг го ставаме во готварски шприц. Со шприцот со шлаг ги украсуваме горната површина и страничните делови на тортата. Декорираме со чоколадни трошки. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 100 минути. Добар апетит!